ДПМНЕ. Целта на оваа првична дискусија е да се подсетиме на сето оно што го направи ВМРО ДПМНЕ на полето на европските и евроатлантските интеграции во изминатите 11 години, да видиме каква е ситуацијата сега и да најавиме што би можело да не очекува во рамките на овие процеси во иднина. Комисијата, како и досега, ќе продолжи да ги следи сите тековни активности на владата на ова поле. Ќе продолжиме да работиме на унапредување на состојбите, да реализираме, да ги следиме проектите кои што се надеваме дека новата влада ќе ги реализира и да работиме во интерес на граѓаните, односно да се обидеме да спречиме се што може да направи новата влада што не би било во интерес на граѓаните. Најпрво би сакала да кажам дека владата на ВМРО ДПМНЕ е таа што всушност го отвори патот на Република Македонија кон членство во Европската Унија. Ние ја обезбедивме првата препорака за членство во 2009 година и од тогаш наваму имаме 8 последователни позитивни извештаи и 8 препораки за членство. Истата година, 2009, ја обезбедивме и визната либерализација, која што имаше директно влијание врз подобрувањето на животот на граѓаните. Со таа активност всушност се обезбеди можност за патување за сите граѓани, за младите луѓе кои што понатаму добија можност да се школуваат во странство, да патуваат и така натаму. И сега всушност очекуваме да видиме каде ќе не однесе новата влада на овој пат, на патот кон ЕУ. Пред да дојдат на власт, СДСМ најавуваше многу брзо, експресно брзо влегување во ЕУ. Сега се покажува дека нема ништо од тоа и тие ретерираат и покажуваат дека единствен успех кој што ќе може да го постигнат ќе биде продолжување на препораката. До сега велеа дека единствена пречка на патот е ВМРО ДПМНЕ. Сега и самите сваќаат која е всушност пречката на тој пат, дека пречката е всушност спорот кој што нашиот јужен сосед ни го наметна во однос на нашето уставно име. И всушност самото ветување дека ние ќе станеме час поскоро членка на Европската Унија е ветување дека за нив нашето уставно име не е ништо свето и дека тие би го продале, би го смениле само за да обезбедат што е можно поскоро членство во Европската Унија. Факт е дека ние се додека не го смениме името во интерес на Грција, ние нема да можеме да го деблокираме процесот и всушност остануваме будни да следиме се што може да се случи на ова поле. Освен тоа, во текот на изминативе 100 дена, што е она што всушност го направи СДСМ? Донесоа план, кој што помпезно го нарекоа 369, и кој што всушност представува само копирање и сменување на бојата, ако сакате, во однос на планот кој што го донесе ВМРО ДПМНЕ во однос на реализација на итните реформски приоритети. Со овој план тие всушност планираат да протнат се она што е нивен политички интерес и да го продадат како приказна дека ЕУ всушност го бара тоа од нас. Тоа веќе го видовме во однос на законот за јазици, кој што всушност не представува усогласување со никаков европски пропис. Европската Унија никогаш не побарала од нас да донесеме таков закон и всушност тие се обидуваат сите вакви да кажеме штетни појави да ги пласираат под превезот на европското знаме. Заедно со мене на денешниот панел имаме уште тројца говорници кои што исто во оваа насока ќе кажат што се е направено и што би можело да очекуваме во текот на следниот период. Владко Ѓорчев, Елизабета Чуповска-Ристовска и Стефан Андоновски. Јас би му дала на почеток збор на Стефан, кој што исто така ќе ни каже збор 2 во однос на европските интеграции на Македонија. Повели. Благодарам. Најпрво би било корисно за оваа дебата да размислиме на какви постулати беше базирана македонската дипломатија во очи на пристапувањето кон Европската Унија во периодот дека ВМРО ДПМНЕ ја практикуваше власта. Па така може да се издвојат два клучни постулати. Првиот постулат е партнерскиот однос кој Република Македонија го имаше со стратешките пријатели и под големата поддршка која што ја уживаше од стратешките пријатели во своето пристапување кон ЕУ, но од друга страна еден втор постулат е ангажираниот и проактивниот стратешки пристап во решавање на проблемите на глобалната заедница. Да започнам прво од вториот постулат.
тука Република Македонија во текот на отварањето на преговорите, на високите, на ХЛАД програмата, се покажа како значаен, силен и проактивен партнер. Значајно е да се споменат бројните активности кои што Република Македонија и службите од Република Македонија ги вршеа во поглед на безбедноста на овој регион, на Европската унија, на границите на ЕУ, потоа борбата против тероризмот и радикалниот екстремизам, ги знаеме условите во кои што сето тоа се случуваше, посебно последните години, но и проактивниот пристап кој што најмногу се прикажа во едно отварање на голем број на програми кои Европската унија ги нудеше за земјите кандидати и земјите членки. Тука е Erasmus Plus програмата и што е многу значајно за младите во ЕУ и нивното поврзување, тоа е Берлинскиот процес. Република Македонија е активен придонесувач и партиципиент во Берлинскиот процес. Фокусот е секако на инфраструктуралното поврзување помеѓу државите, младите, економската соработка, сето тоа поддржано се разбира од Европската унија. На наша иницијатива беше воспоставен тој механизам за редовна регионална координација, потоа земавме активно учество во формирањето на регионалната канцеларија за млади и активно започнавме и користиме програмите на Erasmus Plus кои им помагаат на младите од земјите кандидати и земјите членки меѓусебно да се поврзуваат, да студираат и така натаму. Овој мост за младите кој што беше овозможен од владата на ВМРО-ДПМН со поддршка на ЕУ е значаен двигател на едно цело општество кон вредностите на Европската унија и вистинско приближување. И тука уште еден дел од проактивниот пристап на владата на ВМРО-ДПМН би сакал да го споменам започнувањето на оние мерки за градење на доверба со Република Грција, затоа што, како што спомена и ти, главниот проблем на Република Македонија е проблемот со името, не е проблемот во ВМРО-ДПМН и баш за да се надмине тој проблем, ВМРО-ДПМН започна процес во кој што се фокусираше на 11 мерки за градење доверба, започна една широка дебата и консултации со возвратни средби кои поставија темел за решавање на проблемите понатаму. Сега, за да се направи паралела на ситуацијата во дипломатијата и во чекорот кон ЕУ во последниве 100 дена од новата влада, има една флоскула која што е многу добро ја објаснува сегашната активност на владата, тоа е дипломатија на свитка на кичма. Зошто е тоа така? Тоа е така од повеќе аспекти. Првиот многу значаен е односот на дипломатијата во денешно време, во денешните 100 дена, последните 100 дена, на срамење, на окривување на се што беше дипломатска и меѓународна активност на дипломатите на ВМРО-ДПМН и Министерството за надворешни работи во периодот на ВМРО-ДПМН и од друга страна повлекување на од сите позиции кои што беа градени со години. Па сите позиции на квалитетен стратешки пристап, рамноправно учество во меѓународните односи кон патот кон ЕУ сега се враќаат да речеме 10 или 15 години назад, се омекнуваат позициите, се релативизираат прашањата, се губат поентите од наша страна. И втората многу значајна активност е паушалниот, неорганизиран и би рекол помалку реваншистички пристап во Министерството за надворешни работи, кој што знаеме дека е еден од главните двигатели на процесот на пристапување кон ЕУ, а тоа е испразнувањето, односно непополнувањето на функцијата на наш амбасадор во Европската унија и во нејзиното седиште, само заради тесни политички и партиски интереси кои ги имаше новиот министер и новата влада, па така декларативното представување на ЕУ како наш стратешки партнер од новата влада беше мачирано, да речеме, со непраќање на амбасадор на таа позиција, без конкретно објаснување, без соодветна постапка и без инклузивен пристап, да речеме, во дебатата зошто тоа го одлучиле, а за сметка на тоа имаме нови паушални вработувања на активисти од шарена револуција во Министерството, без некои посебни познавања, блиски до некои функционери поранешни, блиски до активисти на шарената револуција, што дава впечаток дека новата влада има само декларативна заложба за пристапување кон ЕУ, а не и суштинска. Стефан, кога сме во овој контекст, само да подсетиме дека во рамките на планот 369 и во рамките на најновите активности на владата, тие имаат посебна идеја за тоа како треба да изгледа кадровската политика не само во Министерството за надворешни работи, туку и на ниво на целата администрација. Именно владата на ВМРО-ДПМН во соработка со Европската комисија донесе одлични закони за административни службеници вработени во јавниот сектор, кои што беа поздравени од Европската комисија, беа финансирани од Европската комисија и изработени во соработка со Сигма.
сега СДСМ сака да ги менува овие закони, како што нив им одговара, за да може да вработи што е можно повеќе партиски кадри, не само во МНР, туку и во сите останати министерства. Сето тоа ни дава за право да го квалификуваме овој пристап како несериозен. И би сакал да завршам во овој прв дел, да завршам со поентата на попустливост и поентата на свитка на кичма, зашто таа флускула е многу актуелна. Тоа е затоа што во спорниот договор за добрососедство помеѓу Република Македонија и Република Бугарија се покажа дека Социјалдемократскиот сојуз сака да ги протнува работите без дебата, без консензус и асиметрично пристапувајќи кон правата и обврските, што значи да не се бори за позициите на Република Македонија. Од тука јас ќе поздравам дипломатската активност на Република Бугарија, затоа што тие покажаа дека се наш сериозен партнер во пристапувањето кон ЕУ, наш асистент, да речеме, на тој процес, но сепак се борат за своите национални интереси, што е за поздравување, од што треба да учи и македонската страна денес, а што беше пракса порано, една пракса која што се заборави. И овој однос кон градењето на договорот и финиширањето и подпишувањето на договорот без дебата, без инклузивен пристап на сите политички партии во собранието и пошироката граѓанска заедница, покажува дека ова влада нема европски квалитети, односно има антиевропски пристап на затвореност, на изолативност, што тоа го покажуваат и во 90-тите години, а го продолжуваат и денес. Освен ЕУ, ние имаме уште еден стратешки приоритет, тоа е членството во НАТО. Елизабета, дали би можела накратко да ни објасниш како е таму ситуацијата? Благодарам, Ана. Интеграцијата на Република Македонија во НАТО е клучна стратегиска цел која што утврдена во сите највисоки стратешки документи на владата предводена од ВМРО ДПМН. Меѓутоа, она што е карактеристично за оваа стратешка цел, како што е целта за интеграција на Република Македонија во Европската унија, се две цели во кои што постои општ национален консензус помеѓу населението и помеѓу сите општествени чинители во македонското општество. Накратко, што значи интеграцијата во НАТО? Самата интеграција на Република Македонија во НАТО би значи побезбедни и посигурни граѓани, меѓутоа тоа би значило создавање на сериозно позитивна клима која што гарантира многу попросперитетен економски развој. Тоа би значи поздрава клима за странски инвестиции, самото подобрување на нашата бизнис клима би значило понатамошно подобрување на нашата бизнис клима би значило и зголемување на невработеноста, за која што знаете дека владата предводена од ВМРО ДПМН направи значителен исчекор напред, како резултат и на спроведените мерки во економијата, меѓутоа и на спроведените мерки во кои што со самите реформи ние кои што ги направивме во одбраната и во безбедноста значеа за инвеститорите сериозно добра безбедна почва на која што тие можат да ги потпрат своите инвестиции. Меѓутоа, би сакала да потенцирам дека Република Македонија е спремна и целосно подготвена да биде членка во НАТО алијансата. Покажуваат сите стратешки документи кои што се издадени како од Република Македонија и соодветно евалуирани од страна на НАТО алијансата преку соодветните НАТО самити одржани. Ќе ги потсетам граѓаните дека во 2008 година во самиот извештај од НАТО алијансата тоа беше еден многу непријатен самит за Република Македонија. Сите граѓани се свесни дека имаше соодветни заложби од највисоките чинители во НАТО алијансата дека Република Македонија ќе добие поканата за членство, меѓутоа поради една единствена причина, тоа е нерешениот спор односно блокадата која што ја направи Република Грција, односно нашиот јужен сосед, ние не успеавме, иако армијата и одбраната и Министерството за надворешни работи и дипломатијата беа сериозно подготвени на оној чекор. Сите сериозни исчекори во поглед на исполнување на партнерските цели за идна интеграција во НАТО алијансата се направени токму во владењето на ВМРО ДПМН. Ќе потенцирам само дел од тие најклучни. Во 1999 година Република Македонија се има приклучено кон НАТО интегративните процеси, односно преку кои што НАТО го евалуира развојот на Република Македонија и прифаќањето на партнерските цели. Тоа се МАП и ПАР процесот. До денеска Република Македонија се очекува наредниот месец, односно од негде од септември, октомври да го затвориме 17-тиот и да го отвориме 18-тиот циклус.
меѓутоа сме со една специфика која што сме единствена земја која што чека 18 циклуси да добие покана за членство. Меѓутоа, во делот на одбраната секогаш е потенцирано дека одбраната во поглед на НАТО интеграциите е сериозно добра приказна. Зошто е тоа? Бидејќи во 99-тот кога го отворивме овие два процеси на ПАРП и МАП, кај што се еволуирани во 2006 година, значи ги прифатиме партнерските цели и се зафативме со една сериозна, макотрпна работа за нивна имплементација. Деклариравме сериозен базен на декларирани единици за нивна распоредливост во меѓународни мисии и Република Македонија секогаш во сите извештаи од НАТО алијансата е пофалена во делот на придонесот што го има направено во меѓународните операции. Повеќе од 50%, односно 50% од своите војни копнени цели ги има распоредено до ден денес во меѓународни операции. Друг сериозен исчекор е тоа што успеавме трансформацијата на армијата во добро, ефикасна и ефективна вооружена сила да завршиме 2014-2015 година како дел од прифатените партнерски цели и сега Република Македонија може да се каже дека армијата по својата структура е добро структурирана, мала армија, меѓутоа добро структурирана во еден сериозно добар систем на комуникација помеѓу соодветните единици кои што понатаму ги развива своите војни способности. Многу е битно да потенцирам дека во 2008 година ВМРО ДПМН ја рестартираше Војната академија. Војната академија е многу клучна, бидејќи таму ни е нашиот базен на сили кои што го црпиме во поглед на креирањето на идните нови наши офицери кои што се сериозна основа за понатамошен развој на војните способности и уште еден многу клучен проект, а и тоа што во 2011 година се отвори Центарот за обука на пилоти кои што заедно во соработка со Република Израел успеавме и до ден денес продуцираме нови пилоти како за македонската авиација во делот на војската, така и за полицијата, меѓутоа имаме склучено и соодветни меѓународни договори. Што беше клучно и што беше на барање на војниците, на барање на синдикатите, кое што ВМРО ДПМН успеа да го исполни, е тоа што целосно се реши статусот на поранешните професионални војници. Значи, во претходните периоди, на 35, односно на 38 години, професионалните војници завршуваа со својот ангажман во армијата и беа оставени на слободниот пазар во поглед на побарувачка на работна сила. Земајќи во предвид дека државата сериозно има инвестирано во тие наши битни кадри, ВМРО ДПМН донесе измени на законот со тоа што сите оние професионални војници кои што ќе наполнат 45 години возраст се превземаат во соодветни единици во државната управа, како што е полиција, како што се затворите, судската полиција, онему каде што има потреба од таков сериозно спремен кадар. И би сакала на крај да резимирам дека во својата агенда ВМРО ДПМН, кога ја предводеше владата, ја стави НАТО интеграцијата на едно највисоко ниво е тоа што е сериозно поздравено од НАТО на последниот самит, меѓутоа и на последната ПАРП еволуација што имавме во Брисел во април оваа година, е тоа дека ние успеавме за прв пат во 2017 година да алоцираме 20% од буџетот на капиталната страна и го исполнувате оној критериум на НАТО 50-30-20, односно 50% за администрација да оди буџетот, 30% за операции и обуки и 20% за капитални расходи. Тоа го направивме бидејќи со сериозни истражувања, со сериозни тимови формирани од Генералштабот и Министерството, направивме еден план за нужна опремување и модернизација за кој што владата гарантираше 316 милиони евра, кој што план се надеваме дека сегашната влада на Социјалдемократскиот сојуз има една сериозна, добра основа, спремен план да исполни овој многу битен исчекор за понатамошно. Ние рестартиравме процесот на ремонтот на хеликоптери како еден клучен договор, значи го започнавме процесот на ремонт на хеликоптери, меѓутоа тука останува многу предизвици на кои што треба да покаже сегашното раководство на Министерството за одбрана, како и на владата, дека овие предизвици кои што стојат во делот на опремување на модернизацијата, оној плоден терен и плодна основа ние што им ја оставивме во поглед на дефинирани проекти, дефинирани потреби за опреме и модернизација, алоцирани средства, ќе видиме каков ќе биде одобрениот буџет за 2018 година, меѓутоа имаат сериозен терен и треба да се исполни нужната опрема и модернизација на армијата, кој што сериозно ќе биде евалуирана од страна на НАТО алијансата, а на последната пар проценка е сериозно поздравено како сериозен позитивен исчекор во делот на НАТО интеграциите.
Благодарам, Елизабета. Значи имаме од една страна влада која што во текот на 11 години вложувала и се грижала за безбедноста на своите граѓани, активно придонесувала кон безбедноста на едно поголемо, регионално, пошироко ниво. И имаме сега влада која што, како што досега споменавме, во текот на првите 100 дена го потпиша договорот со Бугарија, го донесе законот за јазици, подготви стратегија за мигранти, да не забораваме, која што може да биде навистина штетна за нашите граѓани. Меѓутоа, може најдобро би било, Владко, едно резиме да направиме во однос на тоа што се е направено во овие 10 години и која е разликата во овие 100 дена што новата влада ги имаше на располагање за да донесе живот во Македонија. Благодарам, Ана. Јас би почнал од последните не 10 години, би почнал од последните 10 часа. Значи, што е тоа европски што го има направено оваа влада? Оваа влада има одлука каде што Замир Мехмети од шарената револуција е ставен во бордот на Македонски телеком. Значи, Република Македонија таму има околу 39 или 36% акции и делегира луѓе во управниот одбор кои што имаат солиден надомест. Кого го бира владата на Зоран Заев и на СДСМ? Владата на Зоран Заев и на СДСМ во бордот, во управниот одбор на Македонски телеком го делегира Замир Мехмети. И ние зборуваме тука за европски интеграции. Дали Замир Мехмети може да биде член на управен одбор на Телеком Словенија? Еве, тоа е европска земја. Сите го знаеме одговорот. Дали може да биде член на управен одбор на Германски телеком во Германија? Сите го знаеме одговорот. Дали може да биде член на управен одбор на Телекомот во Естонија? Не може. Значи, имаме дневно прекршување на сите можни европски пракси, вредности и било што, а имаме реторика која што се сведува на тоа Европа, па мала пауза, па после тоа и понатаму Европа. А кога треба да се спроведува политика, тогаш имаме партиски, шарена револуција и клиентелизам. Во која европска земја може собственик на фирма да добие тендер од влада 2,6 милиони евра, а човекот е подпредседател во влада и покрива сектор енергетика? На што мислам? Мислам на Кочо Ањушев и 2,6 милиони евра во кои што државата му дава тендер на фирмата во која што тој е 100% собственик. Значи, Кочо Ањушев е вице-премиер, Кочо Ањушев е 100% собственик на Фероинвест, а владата во која што Кочо Ањушев е вице-премиер дава тендер на Фероинвест во која што тој е 100% собственик, но тој вели не сум управител. Замислете, почитувани присутни, пред една година фирма на било кој од вице-премиерите на владата на ВМРО ДПМН да добиеше тендер од 2,6 денари, не 2,6 милиони евра, 2,6 денари. Што ќе беше? Па ние имавме 3 шарени револуции на улица. Замислете, почитувани присутни, ако ова не е судирни интереси, тогаш не е судирни интереси, не знам, фирма на Министерката за одбрана да ја снабдува армијата со средства, потрошен материјал и така натаму, но таа ќе рече не сум управител. По таа логика утре може во МВР министрот да има своја фирма, која што го снабдува МВР со се и се што, но ќе каже министрот, јас не сум управител, но мојата фирма го снабдува министерството. Утре може, не знам, директорот на ЈСП да каже неговата фирма го снабдува ЈСП со гориво и со бензин и со нафта, но тој не е таму управител. Утре министерот за здравство може да биде собственик на фирма која што ќе ги снабдува болниците со лекови, но ќе каже јас немам судирни интереси, мојата фирма ги снабдува болниците со лекови, но јас таму не сум управител, но само сум собственик на фирмата. И сега ние тука треба да зборуваме за европски интеграции, европски практики, планот 369, кој што после ќе биде 4-7-10, па кога ќе се одложи ќе биде 5-9-11, па на крај ќе биде 17-19-24 и така натаму и така натаму. Како што беше, нели, привременото име на Македонија, Фиром од 3 месеци, така ли беше?
Значи, ние Да треба... се сега сите граѓански организации да излезат, да протестираат, да реагираат. Па Македонија нема веќе граѓански организации, затоа што граѓанските организации се на Илинденска број 2, во влада се. Тие се сега советници. Значи, тие се, нели, она, крик за слободата, крик кон бесконечноста, крик за правда и така натаму. Сега крикот е заменет со чиновништво во канцеларија. И целата таа граѓанска спонтаност веќе е завршена дискусија. Ние имаме ситуација каде што во една недела 10 бебиња почина. Во една недела 10 бебиња. Никому ништо. Никому ништо. Се сеќаваме сите со еден случај во Македонија што се направи кампања. Со месеци и со години. Во една недела 10 бебиња, ниту твитови, ниту хаштази, ниту протести, ниту банери, ниту идење пред министерство. Ништо. Нула. Замислете, министер на ВМРО ДПМН да беше надвор од Македонија и не дај Боже да се случеше онаа епидемија која што имавме пред 2 месеци во гостиварско село Симница. Починаа татко и син. Починаа татко и син од заразна болест. Имавме 6 или 8 луѓе кои што беа во карантин. Реакција на министерот дава изјави преку Фејсбук од хотел. Замислете Никола Тодоров да го направеше тоа. Па тој имаше 9 шарени револуции. Значи, тоа се тие двојни стандарди за кои што зборуваме и кои што секојдневно ги гледаме. Ние зборуваме европски интеграции и тие ќе направат убав панел, ќе направат добар банер, ќе испечатат убави папки, но Замир Мехмети ќе биде член на управен одбор на Телеком. Тие ќе направат уште подобри папки, уште подобри проекти, ќе направат уште подобри хаштази, но во една недела 10 бебиња ќе умрат и никој нема да одговара за тоа. А до вчера биле најгласните кои што порачуваат дека ќе ја победат смртта. Или ќе има, нели, колнење дека ќе биде се транспарентно и така натаму, но тендерите ќе ги добива фирмата на вице-премиерот на државата. И ние треба да зборуваме сега за евроатлантски интеграции. Треба да зборуваме за евроатлантски интеграции, а не знам за департизација, професионализација, а доктор Сашко Кедев е еден од врвните европски кардиолози, не македонски, еден од врвните европски кардиолози е сменет со личност на која што не можеме да и се сетиме на името. И цела низа на други. Зошто? Зошто се случува? Ова се случува затоа што практиките на СДСМ од Струмица се префрлуваат на државно ниво. И тоа беше кажано и најавено. Во институциите ќе влеземе од хигиеничарка до министер. Ќе јадеме живи луѓе. Значи, шефот на кадровска во Струмица, на кадровското одделение, е станат директор на Државна агенција за администрација. Спасе Глигоров со години наназад беше член на извршниот одбор или извршното тело на СДСМ, највисокото партиско тело. Мислам дека беше 19 јули. На 19 јули го избраа за следни 2 или 4 години да биде исто така во тој извршен одбор. Недела дена после тоа вела тој е департизиран, поднесува изјава на нотар, станува независен, непартиски, департизиран, деполитизиран директор на Државна агенција за администрација. Значи, шефот на кадровска од Струмица, доскорешен до минатата недела член на извршниот одбор на СДСМ Струмица, избран за следниве 2 или 4 години, значи до 2019 или 2021, станува директор и тој, нели, ќе прави администрацијата непартиска, департизирана и така натаму. Но со сите тие некакви чуда гледаме кои ги добива работните места во влада. Има ли некој кој што не е за СДСМ, а кој што завршил во влада? Нема. По министерствата иста ситуација. Кажува дека ЕУ го бара тоа од нас. Не го бара ЕУ. Дури Могерини, значи несвојствено е Могерини во првите 30 или 40 дена нова влада каже не партизирајте владата. Прибе сега им вели немојте да правите грешки, ќе се засилуваат тие критики. Постепено ќе се засилуваат. Значи имаме цела низа на такви грешки во чекори, офсайди кои што ги гледаме по градовите. Имаме ситуација каде што Зоран Џорлев е заменет со лице на кое што исто така не му го знаеме името.
Имаме ситуација каде што имаме министри кои што 100 дена не сме ги виделе. Значи, буквално не сме ги виделе, никој не ги видел. А тие луѓе се министри, членови на влада, со 26 министри кои што 2 месеци немаш да угаси обичен пожар на отпад во Струга. Значи, ова би сакал да кажам. Да се вратиме на оној дел кој што беше кажан во делот на државните интереси. Проблемот со оваа влада е што во 100 дена се анулира она што било долгорочна борба на овој народ 140 години наназад. Се анулира она што било македонска позиција уште од оние борби кон крајот на 19-тиот век, почетокот на 20-тиот век, целиот 20 век, заклучно со референдумот за независност, сите тие градени позиции на Република Македонија и на овој народ се анулираат. Со неподнослива леснотија. Со неподнослива леснотија. Знаете што е паралелата на тоа? Паралелата на тоа е, ако државата е една куќа со двор, имаме ситуација каде што тоа било стекнувано со 4 генерации наназад, и од прадедо, и од дедо, и од татко и така натаму, сето тоа било создавано. Одеднаш доаѓа некоја нова екипа, нова гарнитура, која што во 100 дена сето тоа го распродава, што било градено буквално камче по камче, и вели, ќе го направиме сето тоа. Комшиите велат, аплаудираат, еве да, тоа е голем чекор, тоа е исчекор, треба да се поздрави, тоа е храброст, лидерство и така натаму. Ако ќе се рече, добра, вие зашто не направите така? А не, ние нема така направиме, ние ќе го чуваме своето. А вие кога го распродавате тоа што било градено со децении и векови, тогаш другите ќе аплаудираат, но нема да го спроведат тоа. Ајде ова што Македонија сама себе си го прави, нека го имплементира било која држава од соседството. Нема да го имплементира. Ајде еве СДСМ нека им порача, еве да бидат тие толку европски колку што се тие во моментов, и нека ги спроведат тие работи. Нема да го направат тоа. Значи, има долги работи. Состојба во моментов во Македонија е прилично комплексна, но јас неколку работи само во завршниот дел од ова би кажал. А тоа е дека ВМРО-ДПМН е партијата која што прва во Македонија, кажа дека Македонија треба да биде членка на Европска унија и НАТО, во време кога една друга партија тука во Македонија имаше свртен очи на сосема друга страна. Значи, ВМРО-ДПМН е партијата и структурата која што децении и децении наназад беше како структура, некогаш и не како политичка партија, затоа што во време на едноумието, ако имаше една партија, немаше други партии, но структурите на ВМРО-ДПМН беа тие кои што велеа местото на Македонија е со западните сојузници, Македонија треба да биде земја со демократија, Македонија треба да биде земја со пазарна економија, македонските војници треба да бидат рамо до рамо со НАТО војниците и Македонија треба да биде во Европска унија. Значи, тоа се пораките на ВМРО-ДПМН и во минатото, и сега, и во иднина. Значи, тоа е наша стратешка определба. Владите на ВМРО-ДПМН им помогна на нашите европски и евроатлантски партнери во било која варијанта кога нив им беше тешко на Балканот. Која е најважната операција на НАТО изминативе 70 години? Најважната операција на НАТО од нивното формирање 49 година е 1999 година. Владата на ВМРО-ДПМН и владата во која што министар беше Никола Груевски излезе во пресрет и на НАТО и на бегалците од Косово, 360.000 на број, и застана рамо до рамо со нашите НАТО сојузници. Понатаму, кога станува збор за Европската унија, канцеларката Меркел и тогашниот председател на Франција Франсуа Оланд пред 2 години, 2015 година, рекоа: ова е најголемата криза, кога станува збор за мигрантската криза, ова е најголемата криза со која што се соочила Европа од Втората светска година наам. Значи, од 1945 до 2015 година мигрантската криза, во време кога 10 до 14.000 луѓе секој ден транзитираат низ Македонија и завршува или во Виена, или во Пасау, во Баварија, во Австрија, во другите места, во време кога се затвори дури и мостот помеѓу Шведска и Данска, Република Македонија беше таа која што заедно со нашите европски партнери усвои балансиран пристап, а тоа е
хуманитарен пристап, помош на луѓето, излегување во пресет, но истовремено и грижа за границите на Република Македонија, кои што во тој момент беа и граници на Европската Унија, иако Македонија формално не е членка на Европската Унија. Значи, во тие тешки моменти, Македонија и владата на ВМРО ДПМН многу и помогна на Европа. И тоа го велеа и европски премиери, и европски министри за надворешни работи, европски министри за внатрешни работи, затоа што тогаш подпрашалник беше исто така и Шенген. Имаше нели опасност за враќање на шенгенските контроли. Значи, во тој дел и Македонија, но и ВМРО ДПМН апсолутно си има докажано како партнер и во добро и во лошо со нашите евроатлантски сојузници. Јас бев долги години председател на Комисијата за одбрана и безбедност во Собранието. Сите наши зголемување на единиците во Авганистан беа предложени од владата на ВМРО ДПМН. Сите наши мисии во Ирак со нашите сојузници од САД исто така беа поддржани од владата на ВМРО ДПМН. И други низи, мисијата на Европска унија Алтеа во Босна и Херцеговина, Унифил со Обединените нации во Либан и на други места. ВМРО ДПМН беше во владата кога 2016 година, минатата година во лето, македонските војници беа на една прилично голема војна вежба во Полска. Тоа беше Анаконда 2016. Тоа беше огромна војна вежба со американски војници, со германски војници, полски војници, британски, француски и така натаму од поголем број на држави за испраќање порака за безбедност на европскиот континент. Што беше минатата година. Доаѓањето на војниците на Соединетите Американски држави, нашиот стратешки сојузник, со кој што владата на ВМРО ДПМН потпиша договор за стратешко сојузништво, беше со месеци преговарано и договарано и да биде нели она нивна посета на Кривола, која што нели на убав начин се реализираше во текот на јули и август и Македонија се покажа како добар домаќин и сериозен партнер. Значи во тој дел апсолутно владата на ВМРО ДПМН има доста направено и во делот на нашите НАТО интеграции, и во делот на нашите европски интеграции, и истовремено, и со тоа ќе завршам, водеше сметка и за економско интегрирање на Македонија во евроатлантските интеграции. Конкретно. Значи, настрана оваа реторика од СДСМ Европа, во 2006 година во Македонија немаше ниту една германска фабрика. Нула. Сега нема регион во Македонија каде што нема германска фабрика. Денес се отвори фабриката ОДВ Електрик во Охридско-Струшкиот регион. 300, 400, 500 луѓе ќе тргнат на работа. До крај, кога ќе биде во полн капацитет, околу 1000 луѓе ќе тргнат. Тоа е германска инвестиција. Дрекселмајер, 6000 луѓе одат на работа по Дрекселмајер во Кавадарци. Околу 3000 луѓе одат во Кромберг и Шуберт во Битола. Тоа е само за германските фабрики. И да не набројам понатаму, Маркарт во Велес, понатаму во зоната Штипска исто така има германска фабрика, Technical Textile, во Скопскиот регион и на други места. Американски фабрики. Во 2006 година во Македонија немаше ниту една американска фабрика. Денес исто така скоро и да нема регион во Македонија каде што нема американска фабрика. Амфенол во Кочани прво отвори прва фабрика, па втора, па сега трета погон. Johnson Controls, првата фабрика во Скопје, втората фабрика во Штип, третата фабрика во Струмица. Значи Никола Груевски има повеќе отворено фабрики во опозиција од што сада само за 27 години. Понатаму Key Safety Systems, Западна Македонија, американска фабрика во Кичево. Околу 1000 луѓе работат таму. Леар, американска фабрика од Fortune 500 компаниите во Тетовскиот регион, исто така инвестиција во која што се даваат плати, работат луѓе, се создава и се билда БДП и извозот. И така Джонсон Мети, фабрика од Велика Британија, најголем извозник од Македонија. Значи, интегрирањето на Македонија во евроатлантското семејство не е само реторика. Тоа е многу работа во Министерството за одбрана, тоа е многу операции во Ирак, во Авганистан, воени вежби, интероперабилност, кои што со години се правеле. Тоа е сериозен сектор за
европски прашања и усогласување на легислативата. И на крајот на краиштата тоа е и однос во кој што Македонија ќе биде партнер. Не сум сигурен дека со оваа политика на свитка на кичма на Македонија дека се гледа како на рамноправен партнер. Мислам дека со ваков однос се повеќе и повеќе на Македонија се гледа како на сервилен партнер или како на земја која што не треба да ги има сите права и субјективитет кои што ги имаат и другите земји. Значи, во тој дел нашата позиција е принципиелна, а ние сметаме дека Македонија не сака ништо повеќе од тоа што ги имаат другите, но исто така не се согласуваме на помалку. Значи, не бараме ништо повеќе од другите, но и не сакаме да бидеме третирани каде што нас би ни биде ускратени некои работи кои што ги има другите. А едно од тие прашања исто така е идентитетот. Тоа е наше внатрешно чувство. Ние сме во 2016 година, ние сме во век на идентитети, во век на самоизразување, ние сме во век на самосвесност. И тука имаме еден цел народ кој што има и својот минато, и своја сегашност и своја иднина. Значи да, Македонија апсолутно да биде и треба да биде дел од евроатлантските интеграции, истовремено Македонија која што е потпрена, но она што е македонска константа со години, децении и векови. Благодарам. Мислам дека ова беше многу добро резиме на сето она што го кажавме во текот на оваа панел дискусија. Отворивме многу теми, почнувајќи од ЕУ, НАТО, Берлинскиот процес, економската интеграција на Република Македонија и можеме со еден збор да кажеме дека СДСМ доби држава која што е буквално подготвена за почнување на преговори со Европската Унија, за членство во НАТО, држава со рекордно ниска невработеност и ние како Комисија за европски и евроатлантски интеграции на ВМРО ДПМН продолжуваме да следиме што во текот на следниот период ќе направи СДСМ и да работиме во интерес на нашите граѓани, односно да спречиме се она што може да биде на штета на државата и на државните интереси.